Во Евангелието според Јован, во првата глава пишува: Кај своите дојде, но тие не го прифатија, а на сите што го прифатија, на оние што поверуваа во него, им даде право да станат Божји чеда. Тие се наново родени, но овој пат не физички, не од телесна похота или пак од волјата на маж, туку се родени од Бог. Слава на Господа! Ова е радосна вест. Одовде ние учиме дека Бог на вистина обезбеди за нас спасение и тоа го оствари преку Исус Христос, а секој што ќе поверува во Неговото име, по милост Господова, станува Божјо чедо, дете Божјо. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име, што е над секое име, и во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Од овде заклучуваме дека името на Господ Исус Христос е над секое име, и кога ние сакаме вистински да го славиме Бога и да му угодиме на Бог Таткото, тогаш треба да го прославиме во името на Исус Христос. Во Јован пак читаме: Секој кој верува дека Исус е Христос, роден е од Бога. Секој кој го љуби родителот, го љуби и оној кој е роден од него. По тоа познаваме дека ги љубиме Божите деца, кога го љубиме Бога и ги пазиме Неговите заповеди. Зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме Неговите заповеди, а Неговите заповеди не се тешки. Зашто се што е родено од Бога го победува светот. И ова е победата која го победи светот, нашата вера. Кој е тој кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божји син? Од овој стих заклучуваме дека ако ние вистински го љубиме Бог Отецот, тогаш ќе го љубиме и роденото од Него, а тоа е Исус Христос. Ако го примиме Исус за свој Бог и Спасител и го славиме, тогаш ние вистински му угодуваме на Бога. Со верата во Исус Христос ние победуваме во овој свет. Овој свет знаеме дека во овој свет владее сатаната, кнезот на воздушните сили. Но само преку Христос живееме победнички живот, бидејќи Исус обезбеди победа на крстот, победа над сатаната, над смртта, над болестите. Исус тоа го обезбеди за сите нас. Исус два пати го победи сатаната. Едниот пат беше во пустината, кога беше искушуван, а потоа и на самиот крст, каде што го даде својот живот, а потоа на третиот ден воскресна. Исус е семоќен. Во Него имаме совршено спасение и избавување од секој проблем. Во Исус ние сме исцелени и обновени. Преку Неговите рани сме исцелени и тоа е радост во која што треба да живееме со вера. Ако со својата уста го признаваш Исус за Господ, и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен. Светото писмо вели вака: ниту еден од оние што веруваат во Него нема да се разочара.